Утрински ринг. Нямаме ръкавици за во утринскиот ринг, нямаме ништо така, ни крпи, ни пешкери, а нямаме ни еспресо, цела фейк ни е месијава. Значи, онака буквално ни е charade you are. Нямаме еспресо со златите фибоцевски, нямаме еспресо. Ринг, нямаме ништо за ринг. Значи, буквално сме по ствари као се во Македонија. Добро утро за нашиот гостин, Боријан Јовановски, еден од доајените на македонското новинарство. Се уште изгледаш млад, а имаш толку големо искуство. Добро утро, па видиш, ние младите вака у 8 сат тешко функционираме, много што порано се будиме, а вие стварно еспресо да ви се вика оваква, да немате ни едно еспресо, а дајете не окей. Апаратот не е функција. Апаратот не е функција, ништо не е отворено во ова време, така што... Не треба овде некој еспресо, ти имате нешто баш овде у студиото и некоја... Ивица, може да ти земе еден од тие оние апарати, не? Еден еспресо ти земе, со капсули. Да. Боријан, дебатиравме, баш разговаравме пред да дојдеш, да бевме нормални околности, да имаше во земја, ние сега овде тројцава ќе зборевме колку е лудо градоначалник и светски македонски конгрес да градат крст онде во Драчево, наместо со некои нормални проблеми во општеството, ние да се бавиме со верски лудости, финансирани и поддржани од државата. Но некако и таа тема која е важна за општеството, ни е засенува овој бугарски културен центар кој го носи името на бугарски фашист со македонско потекло. Како гледаш на работиве? Сега ќе ти го затоа и дојдов. Ние Љупчо, Ивице, добро утро, добро најдов и се тоа. Многу теми 30 години не ги отвараме. Просто не разговараме за многу теми. Ги пикаме под тепих. И доаѓаат моменти како овие, кога наеднаш ние сме шокирани од тоа, бидејќи таму почнале под тепихот бубашваби да излегуваат. За која тема мислиш? За која сакаш од овие две кои ги спомна, а можам да наредам уште многу други теми. Ние, например, крстот. Ние не успеавме, ние немаме артикулиран граѓански дискурс околу секуларноста на нашата држава. Секуларноста е често она често се доведува во прашање, она е уствари постојано, перманентно доведена во прашање и покле нашата декларативна декларативен статус. Јасно изразена во уставот на држава. И сега што нема патем ова со крстот конкретно. Нема врска со не гледам државата да е замешана таму. Па до општината? Или општината, како сакаш. Да, општината институционално треба некој да им дозволи тоа. Да, добро, окей. Значи, тоа се теми кои ние не ги разговараме. И ние ги разговараме вака инцидентно и при тоа влегуваме во еден хистеричен дискурс кој не само што не го спречува проблемот, туку дополнително го разгорува. Ова со Ванчо Михајлов, например, исто. Тоа се работи за кои ние треба да имаме навистина постојано дебата, ама дебата која се води конструктивно, не со нервоза, не со пцовки, не со навред. Боријан, не гледам дека во Германија нешто дебатираат за улогата на Хитлер. Чекај, ај вака, една паралела. Еве да отиде Пленковиќ во Земун и да отвори Хрватски културен центар Анте Павелич. Каква ќе биде реакцијата на српското општество? Ќе биде непријатна, се разбира. Што е тогаш? Или па во Јерусалим Јозеф Менгеле некој. По мене е препристојна реакцијата. Јас не знам дал се сеќавате на она една фантастична емисија Латиница. Како не? Денис Латин, Се сеќавам која водеше. Ако се сеќавате, Денис Латин отвори многу теми каде што, како да кажам, со кој го разбуца хрватскиот национализам. И Никола Младенов отвараше такви теми. Имено. За жал, тие беа околу Денис Латин понатаму се создаде на интелектуална структура и инфраструктура
која таа тема ја како да кажам, ја извозе, ја ископа, ја извади на површина. Никола Младенов наш исто он не успеа, затоа што наидуваше на рекетере, вакове, такове, на навреди, на како да кажа, на стигматизирање, на сатанизирање, на И Денис Латин беше, имаше таква, знаеш. Имаше. ХДЗ негово, не само ХДЗ, Не, бе, ја после и комунистите. Уште не разбирам. Да. Уште не разбирам. Зошто воопшто да дебатираме за историската улога на овие луѓе кои се буквално злосторство над човештвото? Не може, види. Иван Јасно е- Михајлов не може да има име на центар, види. Тоа. Значи, Факт е Чекајте, тоа. не, Пази. прво да се разбереме. Значи не може да има. Не може, не може. слага. Да се разбереме, Точка. да се разбереме, се сеќавам вие во еден кога го правеше Груевски овој Ванчо Михајлов, музејот на ВМРО во Скопје. Се сеќавам, имаше сериозни дебати на А2, мислам беа, каде што луѓе разговара, ало таму има восочна фигура од Ванчо Михајлов. Точно, И сега да, сакам пази, да ви кажам. од Од една краља восочна Александар, фигура точно. што ја имаше, дојдовме да биде институција у државата. Мене на пример од секогаш ми пречело Ивица може и ти да паметиш тоа, Ајде. бидејќи тој еден период беше близок до таа структура во СДС. Не до таа, не до таа. Напротив, јас за тебе имам голема почит од тоа време, ако се сеќаваш, каде што ти отворено тие некои, како ти кажам, рестлови тоталитарни и Да, комунистички кои беа во СДС, ти ги од внатре ги буцаше, ако Факт е можам тоа. така да кажам. Мене, например, Само да кажам, Ми при- на ист начин уште по суров сум бил кон тие рестлови од некој си отровен национализам, кој што излегувале и кај ВМРО, најповеќе, но и кај не, СДС. окей, И кон тоа. Не, окей. Мене ми пречела, например, тоа СДС имаше поготово од 90-тите, ако сакате, они беа челници на таа една бугарофобска, ако Факт, можам да кажам, факт, да. линија. И ми пречело што, например, обидите да се доближи до Ванчо Михајлов, да ги врати назад во дебатата во Македонија, бидејќи они неизбежно припаѓаат во Не, јасно, не овој може да се простор бегне, историски, не можеш да ги избегнеш. Точно. ВМРО од самиот почеток, од самото основање имаше известни обиди за да ја отвори таа дебата, можеби не смасно секогаш како што тоа би требало да се направи, ама од страната на оваа таа една неокомунистичка, јас ја нарекувам, структура во СДС, тоа беше стално на нож дочекувано. Мене, јас уште од тогаш, например, јас и тоа го тврдам до ден денеска, дека особено во тие 90-ти, па после ако сакате и во 2000-та, начинот на кој Лјупчо Ѓоргиевски беше сатанизиран буквално. Да, не бугарофил. Или Димитар Димитров, кој е еден изворен интелектуалец, дисидент, еден од малкуте, ако сакате, заедно со покоен Маријановиќ. Значи, начинот, луѓето кои, и за тоа треба да размислиме посериозно, бидејќи јас од секогаш сум сметал, без разлика на оваа дебата која сега се отвара околу нашите односи со Бугарија во контекст на преговорите, дека луѓето кои се обидувале да се декларираат како бугари, дека биле дочекувани на нож, да се разбереме. Имаше една ситуација, се сеќавам, во Велес, па повторно мислам дека беше доста 90-ти почеток на Оне што новиот биста на што бистата во дворот. Тоа беше пред 15 години, пред 10 години. Чија биста Мара Бунева, не Не, бистата беше да биде најфрапантно, бистата беше на Тодор Александров. на Тодор Александров. Ја рушеше владата на ВМРО ДПМН и сега Не. истите тие ВМРО-вци слават таму со Не. песни од Тодор Александров. Не беше влада на ВМРО. На ВМРО беше? Не ја рушила влада. Ај баш да видам Ајде, биста ајде, Тодор ајде, Александров пробајте. Велес. Не Ама е ајде, важно, ајде да се вратиме на темата. Не е важно. Сакам да Да ти не кажам. бегаме нещо. од темата. Да, не бегаме од темата. Тама работа бегаме од темата. Па во Бланда го ставам. Не е окей, како ви кажам, се некој сака дома
да има биста на Тодор, па нека има биста на Тодор Александров. Бе, домон кој што сака нека сака. Така е, добро се. Меѓутоа пази, 2010-та. има 2010-та. Да, бе. Еве го сега. има дома Еве видео гледам. Еве, иако е дома, на фасадава на твојава куќа се ти да ставиш Адолф Хитлер да го наслика. Што дома е? Или- Нема да реагира државата, фасада е. Јавен простор е фасада. Он на тераса си ја стај човеков. Да, на тераса, не знам како беше. То да. Сега видите, на пример, од една страна, ако идеш, еве, уште Петра кој ВМРО. Ја мислам дека е. Умре 2010. А они го слават денес Тодор Не го Александров. слават, имаме булевар Тодор Александров. И кад на гаража има все Тодор Александров. Видите, има, значи, прво, ние како јавни личности, како луѓе кои се бавиме со новинарство и така, нашата цел треба да е да се опидеме да расчистуваме некои работи, а не дополнително да ги компликуваме, ме разбирате? Точно, и да поканиме луѓе што тоа го проучуваат, го работат, зашто има такви. Точно, значи луѓе кои а ги има многу. Многу ги. Така, Еве официјално 2008 година, значи сепак ќе тоа е морам да Чепреганов да го спомнува. знаете Кој? колку Чепреганов. Што? Па тој е специјалист за таа област. Не, Да, но Втора проблемот светска е војна, да ја оставиме историјата на страна. Еве, Борен, ти си не знам како да кажам, без да те навредам, но ми делуваш како вечен оптимист за евроинтеграциите Да. на Македонија. Дури многу ти забележуваат, ти викаше ќе добиеме датум, Да, не добивме. да. Океј, ти си вечен оптимист. Но еве, објасни ми од една европска перспектива, Добро. дали е нормално да ти дојдат во вториот најголем град или трет, кој е битола сега веќе, не знам, во твојата земја, цела делегација со се премиер, подпредседател, со све да ти отворат културен центар на човек кој е само по себе скандалозен во твојата држава. еве вака, Знаеш, еве тоа е пример. Тоа што е за нас Ванчо Михајлов во бугарските очи е, не знам, некој лик Тодор не, Паница, не, да речеме. еве. И сега да им отвориме ние споменик на Тодор Паница во Софија, па ја мислам дека ќе не убија. Или Дража Михајлович, да ни отвори Вучич некој центар. А не, пази, Вучич нивни настан што си славеше онде кај Зебрањак, Мечалан, да. тоа е српски настан сега. Не, бе, Ние факт. немаме никаква врска со тоа. Зебрањак. Да. Зебрањак, да. Македонци не биле ни на една ни на друга Добра, страна, не секогаш постои. министерот за култура оди таму, да. Како не биле на Биле, како не биле регрутирани, биле Не регрутирани. Ако зборуваме за тип Македонија, јас на пример во моја преспа српското време го памтат многу лошо. Не, друго сакаме Не, да не, кажем, не, друго. да кажем. Сакаше да кажем, Институционално сакам да институционално, кажам. добро. Таму ние имаме и Срби и Бугари, затоа во таа смисла им Не, било братоубиствена војна, значи, овие што се бугарашите кои често велат, добро бе на србите ништо не им замерате. Ама не види. Кој исто така Нема, биде чекай, тука Кај со мисија. Максалан чекай, е друго ајде прашање, влезем, знаеш ајде влезем која е вака, перцепција, само извини. Ајде. Кај Максалан е друго прашање од перцепција дека таму имало битка помеѓу Срби и бугари, ние викаме окей, ваш проблем, турци, кршете и глава. турци, И да. турци. Да, Знаеш, тоа е нивен проблем. Да, македонскиот народ страдал во целата на сите страни, бил регрутиран, но тоа не е наш проблем, тоа е нивни проблем. Во делов на Ванчо Михајлов малку е поинаку. Во делот на Ванчо Михајлов директно Македонија, македонецот, македонската Може, историја конкретно. става на подпрашање. Нормално ли е европски Да. ли е сега да отидат белгијанци да им отворат, не знам, што имаат бе конфликт со они више ги имаат заборавено, тоа е проблемот. Не, така се, кога ќе живееш во тоа општество, ги дознаваш тие работи, како бореш што Да, живеат. да, си Значи, има- таму има црни петна и така натаму. си Не, има- нека се вратиме на Македонија. Борен, каде беше македонска држава во саботата во Битол и во неделата во Охрид? Ја немаше македонска држава. Зошто ја нема? Како може во Значи, Битол вака, да ја нема македонска Тој центар, држава? ако не се лажаме, што е грешка, што е уопште дозволено да се отвори со негово име. А отворен е од 2019, ако не се лажам. Не, еве да се вратиме. Па замисли, во Македонија, додека беше Бојан Маричич министар, не можеше да се регистрира ниту една невладина организација која во името има Македонски или Македонија, а се регистрирал центар Иван Михајлов. Па ја не знам со која рака да се прекрстам, вака еве искрено ти кажам. Иван Ова е Михајлов. Вон секоја здрава памет. Иван Михајлов, Добро. Тодор Александров, Мара Бунева, Не, тоа е друго. Чекајте. Тодор Александров и Мара Бунева со фашизам немаат врска. Па Тодор Александров е бил соработник на Ванчо Михајлов. Ама не, Ама Тодор да, Александров е Тодор Александров. Хитлер уште не бил не е шема. за Хитлер.
Која Не искам Мусолини, Тодор знаеш. Александров. Окей, Не, сакам да кажам, чекай малку. ма сакам да испреплетени им се. Тодор Ама, Александров чекай влиза се, ако кој беаш што така, со болшевици ако беаш така, Черчил пишал колумни дека Мусолини е средител Италија, па не викаме дека е фашист. Окей. Ама ово е црн лик. Има директна улога. Ние прво, мене ми, каде беше јавноста како да реагира 2019? Зашто требаше Петков да дојде за да изреагира вака јавноста? Зашто ние практично да тотално Па затоа што се маргиналци, Не знаеш како, Маргиналци. Па маргиналци отвориле центар. Тоа е едно и второ затоа што ние мислиме дека некој министерство за правда постои таму. На пример, еве, сега да тргнеме ние тројца да направиме центар за негување на ликот и делото на Адолф Хитлер. Па ќе не соберат, ке речат вие нормални ли сте? Овамо Иван Михајлов прошол, еве ќе ти кажем зашто прошол, затоа што Бојан Маричич Друштво на аматери Бојан Маричич и Зоран Заев Мингер. и после како се викаше кој сега што е Како беше? Димитар Ковачевски. А тоа ви е фора дека не го знаете како се вика. Значи, затоа што они решиле дека ако регистрираат таков центар, дека тоа ќе биде позитивно примено за македонско-бугарските односи. Ја не знам, со мене ви е празна ова, нема. Јас, Ванчо Михајлов, апсолутно не сум некој кој ќе го слави Ванчо Михајлов. Ама нормално ли е Ванчо ова? Михајлов Добро. е грешка. Значи, Ванчо Михајлов центар е грешка. Мене ми е жал и за Не, тие луѓе, ама дали беше провокација, бугари Боје? во Македонија кои воопшто се лепат на Ванчо Михајлов. Мислам, точно. Ама не не, знам тоа со се која бугари. памет се ти имаш толку бугари сериозни. Дали сакаш мислители, дали са, еве на пример, зашто не е Венко Марковски? Па Венко Центар. Марковски е, сега кој е Венко Марковски, македонец или бугарин? Па бугарин. Како е бугарин бе? Па вика дека он рекол дека е бугарин. Поезијата, Ма не, значи за Венко Марковски. ма Еве Венко гледај сега. Марковски кога вика дека е Еве бугарин? гледај сега, Ивица. Ние не успеавме еве за Венко Марковски не успеавме да си расчистиме кај нас дома. Венко Марковски е антифашист, еден од апсолутно сериозните ликови во за мене антифашистичката. ќе биде провокација, да речеме негов потомок е Горас Росоклија, докторов. Добро. Да му направат бугарски центар на Горас во Скопје, Венко Марковски. Зашо? Мислам дека ќе реагира оштро на таа работа. Тоа не го бивате проблем. И не само Но тоа, Венко Марковски- децата на Венко вика дека нашиот татко вика еден од луѓето кои што дале голем придонес за македонската литература и за бугарската литература. Значи еден лик кој што е контроверзен, меѓутоа еден лик кој што може да врзе, а не да ова е провокација, така ли? Зашто не да не им отвориме сега у Петрич македонски културен центар Лазар Колишевски? Па да, тоа е паралелно, да. Па дека прво би било глупо за нашите таму. Па тотално. Ако се будали да отворат таков центар. Као овие тука што се буду. А вие тука се Чекај се. По таа логика дури има, пази, Лазар Колишевски се совпаѓа со еден дури они многу повеќе него нас име. Лазар Колишевски се совпаѓа со еден период кога со Ѓорги Димитров се тераат односите со кога Ѓорги Димитров таму го признава македонското малцинство и како. Мене еден бугарски подпредседател на ЕПП ми има кажано дека за нив е провокација што ние имаме гимназија у Скопје што се вика Ѓорги Димитров. За нив е провокација. Да. Нека им биде, нека им биде. Не, ој ни ту бил човеков, никој баш цивилен политичар. Ама да продолжиме со темава. Да. Значи, утринава кога се подготвувавме за твоето гостување, дозна кажи го де Љупчо, дозна. Знаеше, меѓутоа, дека твојот татко Мето Јовановски е автор на едно од лектирите кои што уште се изучува во трето или во четврто. Љубомир Арамијата. Точно, Да. На кој јазик пишуваше Мето? На македонски. Ќе продолжим и сега како реагираш веќе кој е услов за евроинтеграција на Македонија да признаеме дека македонски јазик не постоел? Не доаѓа предвид. Значи не доаѓа предвид. Јас како да кажам, Па зашо преговараат на таа тема? па ја не знам, вика дека не преговараат. Не преговараат. Јас Португалскиот предлог е Они преговарање може на да таа си тема. ако ќе на дневен ред Види, они може да преговараат зашто сака македонскиот јазик на било кој начин, било кој да го оспори, јас нема да седам една секунда мислам. А да те прашам, онаа реченица што они инсистира да се стави дека е кодифициран во 44-та година. А што е битно кој е кој? Кодифициране.
Факт е тоа, меѓутоа, зошто инсистира тоа да влезе? Зошто инсистира Ама тоа дај да тогаш на влезе? сите јазици да ставиме кога се Види, кодифицирани. тоа е друго прашање. Дека е кодифицирано Ама не го тогаш, спорам тоа. тогаш е Ама кодифицирано. зошто инсистира да тоа да влезе А во не, договор? па треба да ги прашаш. Еве зашто да не стои кога Вук Караджов Зошто се разговара за тоа? кодифицира? Еве тоа те прашувам. Па, не знам зошто се разговара, јас не сум стварно инсайдер во тие преговори. Сакам да ти кажам следно, македонскиот јазик не може да биде, постоењето негово, не може да биде предмет на никаков договор или преговор. Супер. И сега те прашам, а чекај, затоа што еве ние секогаш сме у некој бунила. Брифинзи права и преговарачкав тим околу тоа што се преговара со Бугарија? Не, за јас не сум бил. Не, Ти не пошто си нас бил? не вика. Јас не сум. Па затоа Да, те може кажувам. прав, не знам, јас не сум бил. Затоа знам. што дел од работиве што излегуваат се вон секоја здрава Не, памет. на вистина, само тоа што имаме ни една дискрепа. не знам, стварно не не знам знам, дали не, приметувате не, дека председателот не е информиран за ништо од ова што се случува. Кој председател се Пендаровски? Пендаровски, да. Како не е информиран? Па човеков ми делува како да нема врска што се случува. Значи, ти доаѓа бугарска делегација во Битола, ти отвара бугарски културен центар, ти доаѓа подпредседателка, ти вика Подпредседателка нема на- македонци во Бугарија, ти доаѓа се и се што, значи А еден огромен реакцијата на евент. председателот е на Фејсбук. Председателот од медии дознава за тоа, знаеш. И реагира на Фејсбук. На тај МК разбрал дека се дешава ова. Тука не можам да помогнам, да ви кажа, не ставам немам инсайдерска не, информација како се информираат и дали се координираат. Не постојат се уопште Не. институции. Еве, мене тоа не е значи, прашање. прашањето Ако разбрав, она вчера беше приватна посета. Како не приватна беше посета? па Не постои приватна немаше посета протокол. на... Ама не постои приватна посета, значи подпредседател на држава која ти доаѓа. Добро. Председател на влада. Не може да е приватна. Зашто ти не можеш како подпредседател на држава да одиш некаде приватно? можеш, Па не да можеш. одиш негде. Ама не приватно. можеш. Ако тоа на Малдиви сега. Да, ама не Не, одиш не, на не. јавен настап, Не идеш да се можеш, бањаш чекай, како како Груевски да- што беше што го објавивте вие. она- Не разбирате. она- Он бил таму Ама приватно, не човек го може. пишал на Како е приватно, Ама со не говори, направил него- пресконференција. со говори, Него со не химни. чекува, него Ама е таму од државата. Ама чекај, Не ги малце повикал црци во Малдиви Со говори, со на- химни, на- на со овакво. сечење Да. ленти приватна посета. Чекај, Сакам да кажам, нема бречек од Да. Па замисли Види- сега, еве, ја и ти да отидеме приватно, затоа што знаме, еве, дека... Добро. Еве, ја и ти приватно да си отидеме во Кукуш. Добро. Нели, на 2 февруари, кога беше, кога е роден Гоцелчев таму. Да. Еден Да, настан. еден настан. Да, Една направиме. писта. И еве да го земеме со наш Ковачевски беше така добро. И Пендаровски. И Мицковски земете Грците го како ќе без рекли, и Мицковски. Да. И како ќе рекли, Грците, тоа Па што мисли дека ќе пратат полицијата на Истепа? нема да не пуштат. Кој ти каже дека? Јас ти велам дека не нема да точно дека нема да не пуштат. Апсолутно не. Апсолутно Колку не. такви, па колку такви настани се направи? Што не правиме ние, еве, Бугариве очи не отворија. еве, О, чекај. они не. Чекај. Значи, Чекај. спорна е регистрацијата на центар со такво име. Се понатаму е како ти кажам, Ама чекај се. Значи, чекај, не е спорно што и да се- бугарска држава застанува за тоа. и да ме вратам. Насред И да Битола. ме вратам. И да ме вратам Ако на не е спорно, почетокот. нема и така. И да ме вратам на Да. почетокот. Ванчо Михајлов. Значи, неговата, да кажам, он е прохибиран во време на комунизмот, така? И добро да е нормално, да. Така. Да. Доаѓаме во 90-ти години. Да. Опит за негова рехабилитација прави ВМРО. Во една магла. Не само за него, за Мара Бунева исто. Еве не сватив, човек работава со Мара Бунева, таа љубав. Не, Ма чекај не сега, ја сваќам. Ама не, тоа Остави бугарите Мара- кои за Марат со Мара Буд. Добро. Добро, не за Мара со Мара Буд. Они со Тодор Александров за Марат. Сега вака ако не? треба. Како? Они некако Еве и со Тодор Александров. Не ми е јасно со Тодор Александров. Што е работава со Тодор Александров? Што е приказано? Ама не. И На страна се и тоа. при тоа не сакам да на повторно ќе кажам. Ние имаме периоди од нашата историја кои како јавност ги држиме во магла и не се охрабруваме да ги издебатираме на еден спокоен, конструктивен начин. Еве пак ќе кажам, Нека ти- биде, не, јас- нека биде и неспокоен. Нека биде и Нека неспокоен. биде и неспокоен, а Точно. нека биде конструктивен. Точно, да. Во таа смисла. Зашто таа дебата што ти ја спомна кога беше донесена декларацијата за осуда на комунизмот, не беше спокојна дебата, знаеш. Се сеќаваш. Што спомна таа дебата која ја водевме 2004-2005, си заборев. Конструцацијата кога Предходно.
лустрацијата после дојде. Да, добро. Прво дојде, нели да се извиниме на жртвите. На кои жртви да се извини? Од комунизмот. Од комунизмот. Да. Да, ама ја Има мислам дека декларација. демократијава Не, не. поише жртви. Има ли на страна, на страна, Факти тоа, да. Еве, за еден период таков, со кој јас се согласувам да знаем, на пример, многу добро знаеш дека за Текно имаше едно, кога излеговме со еден пооштар приод, еден помлада група на луѓе, ни возврати еден човек со кој што потоа седнавме, се смиривме, меѓутоа кој што бил шеф на, меѓу другото, и на Сојузна удба во еден период, напише едно отворено писмо во Утрински вестник, кај што напише: знаевме ние на времето како со такви како вас. Тоа е проблемот. И расчистивме. Еве, ја ви кажам, јас ама после тоа ни призна, затоа што тој човек е патриот, тешко му паднува со преспанскиот договор и ни кажа, деца, добре ви е демократијата, ме ја ви кажа, нешто мора и да се стрела. Посеши на страна, јас сум роден 92, ја комунизам ништо не. Мене ми стои Република Македонија, ни социјализам, ни федеративна, ни ништо. И искрено, овие уште од СХС немаш. Сега, целава оваа дебата мене на нешто друго ми алудира. Да, точно е дека ВМРО ДПМН е проба нешто, но освен во сочната фигура, мора да бидеме доследни. Они не го рехабилитираа Ванчо Михајлов. Морам да ви кажам, мене ми фали на пример Антонио Милошевски оваа дебата. Тоа дечкото, значи со бугарски незнамења, со таа целата. Да, ма пишман. Пишман, нека тој нека каже дека е пишман. Значи не е така човек. Си кажа Антонио, си кажа Антонио, знаеш ли Антонио си расчисти со тие младешки бубачки. Сите сме ги имали и ќе ги имаме. Тоа е нормално. Да останевме ние на проблемот е што она беше недемократска на таа отпорот на неокомунистите кон Бугарија, кон таа линија бугарашка во ВМРО, немаше да се појави рехабилитацијата на Ванчо Михајлов, Мара Бунева и Тодор Александров. Ама не беше окей, затоа што неокомунизмот сакаше тоа да го направи на еден начин кој во демократија не се прави. И штета што не успе. Но да се вратиме на темата. Ја на пример, јас пак ќе кажам. Те провоцира. Друго да ви кажам нешто. Разговорот за мене не треба да го бара Бугарија. Ние треба да расчистиме работа. Дали било кога и по самостојувањето и пред луѓе кои се декларирале како бугари биле прогонувани. Ние не смееме. Ама и луѓе кои што се дефинирале како македонски националисти биле прогонувани. Луѓе како македонски демократи, албанци националисти, турци националисти, турци исламисти. Да ја потврдам информацијата. Овој што е како председател на тој клуб бугарски, се вика Љупчо Георгиевски, нема врска со овој другиот. Да. Човекот се заблагодарува на бугарското министерство за култура за помошта да се отвори овој објект и за на некоја фондација на некој си Милен Врабевски, за кој знаеме какви активности има. Значи, проблемот со ова е што ова е бугарска политика во ова е финансирано официјално од Бугарија. Знаеш? Тоа е линија која треба да се види. Јас не знам за ова. Јас, на пример, не знам за ова дали е финансирано од државата. Тоа треба, јас... Па чим доаѓа Петков, сигурно не е... Ти го кажуваш ова, јас немам таква информација. Се заблагодарува на Министерството за култура. Ако е така, имаме проблем. Посериозно. Не, ама имаме проблем од кога оние донесоа декларацијата во Народното собрание. Кај што вика да влезеш во Европа, те треба бугари. Ама ние имаме проблем со Бугарија нон-стоп. Ние имаме проблем од после Ѓорги Димитров со Бугарија. И пред Ѓорги Димитров. Ние имаме само еден мал период кога нема проблема, тој периодот на Ѓорги Димитров. Добра, ама ти си бил, си живеел во Брисел. Таму па тек да не зборуваме кои проблеми ги има. Ама тоа не ги спречува заедно да бидат во Европска унија и така натаму, не да препки се, некој да прави европска интеграција заради историски прашања. Која здрава памет, точно. Апсолутно. И сега отпорот, мене ми е јасен, меѓутоа не ми е јасно оваа политика на нашава влада. Демек, ај во ред, окей, нема проблем, знаеш. Отварете центар Иван Михајлов. Спорете него јазикот. Јас не знаем дека го има. Ама и сега се испостави дека 2019 отворен. Апсолутно не знам како тоа отишло така и се регистрира Ванчо Михајлов. А при тоа, и стварно, види, мислам, гледайте сега, мора да кажам паметно направиле. Што ги спомна Љупчо ти,
Шаторов треба да го викнеме, Да. овој Лјупчо луѓето Георгиевски. што го водат овој центар. Да, Да, вие ќе ги викнеме, Исто, ќе ги викнеме. стварно треба да... Ма еден од нив му е на Шаторов, Прво треба Шарков, да ну, објаснат тоа е зошто, најинтересно. од кај ми идејата дека они со Ванчо Михајлов би требало ама- покрај толку да. бугари значени. И чекај, види, и тука мораме да кажеме сега, од една страна велат говор на омраза во Бугарија, меѓутоа дека во јавниот говор, ја говор на омраза не сум видел. Во јавниот говор Не, не сум добро, видел сега. говор на омраза кон Бугарија. Ивица. Во јавниот говор. Да се вратам пак на Фејсбуци, на, мејсбуци, на едно друго. комунизмот. Тоа да. Гледайте. Ма добро, комунизмот. Во време на ама- комунизмот е инсталиран. Борјан, ама види го еден Слави говор Трифунов во на- време на демократија во Бугарија, кој скечеви ги прави со македонци, одвратни, грозни. Кото одвратно. Е па сега тоа не е говор на омраза. Тоа е како ти кажам, оне пандан на овој Миленко со червените марвените се савсем. Ама Миленко не е коалиционен партнер. Ама на тама Влада. знаеш што е разликата, извини. Види, Миленко више не е на телевизија и тоа е добро. не само тоа. Има една телевизија Чекай, што се вика Бугарија 24, ја имам дома сателит. Чекай, бе, не. И ги имам буквално сите канали. чекай, Миленко- Има една телевизија се вика Бугарија 24, не знам која води, не знам кој е газда, ништо. А чекай, На Миленко има Бугарија партија? 24 имаш дневно по 5 емисии за Македонија, каде што константно се негира све Ама Македонија. чекай, бе, има Миленко И партија? Миленко Неделковски чекай. е мало дете за Има тоа. ли има ли Знаеш што? Миленко партија каде што член на таа партија е министер за надворешни работи? Не види, Миленко е јутубер, ние со јутубери не се занимаваме. Абе, Значи, иде. Чекајте, ќе да ви кажам. Гледайте, сега Нема, чекай се, друго ми беше паралела. ќе испомеш. Проблемот Ти е знаеш, што чекај, ајде. нашите две општества, Добро. бугарското и македонското, Не комуницираат, точно. Не само што не комуницираат, ние дозволивме дебатата да ни ја диктираат Каракачанов и Миленко. Ме разбирате или не? Еве сега ќе ви кажам, многу ми е жал. Не само што јас Димо Бечев го знаеш. Како не го И сега знам? може и мене ми е Димо Бечев личен пријател. И јас многу го ценам Димо Бечев. Димо Бечев моментално е на Оксфорд, на London School of Economy, беше во Америка. Да, иако спорам со многу работи што ги пишува, тоа се- Океј, можеш да спориш. Да, точно. И спорот со Димо Бечев тече сосема поинаку. Добро. Јас и Димо Бечев од 2014 година имавме една иницијатива заедничка, јас и он. На Facebook ја пуштивме, собравме 5000 потписа, ти кажам право. Искрен да бидам. Во Бугарија да се именува булевар, улица, како сакаш, по името на Борис Трајковски, а во Македонија по името на Желју Желју Желев. Желев, добро. Зошто? Затоа што Борис Трајковски беше првиот политичар кој заеднички чествуваше празник со тогаш, мислам беше Стојанов, не ме држите за Да, збор. Петар Стојанов. Не. А Желју Желев е човек кој учествуваше во лобирањето за признавањето на Македонија. И прв ја призна Македонија. Ја призна Македонија. Второ, во времето на она брутално грчко ембарго, он обезбеди, ние ќе бевме буквално угушени да не ни се обезбедеше оној коридор од Црно море кој ни носеше нафта. Точно. Ние ќе бевме мртви. Значи, И храна, Турција тогаш све, е преповети. да. Добро. И сега, уместо да се обидеме со заеднички сили, се што е прогресивно без разлика на лево или десно, да турнеме тој тип на агенди кои не доближуваат, не. Таа иницијатива, за жал, тоа што ни очекував. Бидејќи бев не сака сега овие на Груевски компани. Ај, после дојде Не те сака, како не те сака. Тоа беше голема љубов. Да. После дојдоа СДС. Се обидов да поразговарам. Джабе. Дури се сеќавам, Заев имаше изјава после првата негова средба и се израдував, искам да бидам. Со Борисов 2018, може би беше во Софија. Каде што они двајца викаат една убава иницијатива, се заташка работата. Никому ништо. Никој не направи. Значи ние упорно нас агендата за бугарско-македонските односи ни ја диктираат деструктивни елементи. Ние никако не успеваме да се споиме по точки кои би може да се споиме. Ти, Вица, многу добро знаеш, па и ти веројатно, Љупчо, ако си имаш прекрасни луѓе интелектуалци. Ти, исто пријател, да се пофалам, Иван Крастев. Крстев е тоа, ако е нели Крстев е. Добро, Да, многу добра книга, има и низ Траство и Траст, многу работи предвиде. Иван, да. Добро, меѓутоа, еве ги нема никаде. Соломон Пас исто мој другар. Значи не успеавме. Ама не, сакам друго да кажам. Не успеавме да се споиме со тие. Еве ќе ти кажам затоа што во тоа време, меѓу другото,
еве сега кога бев ја вице-премиер за европски прашања, Борјан беше еден од новинарите со кој што многу соработував. И нему му се жалев за една работа, една шизофрена работа, која што сега веќе за жал не е таква. Со Бугарија имав чуден проблем. Имав ситуации, на пример, Гергана Грнчарова сега на паси сопругата, беше министер за европски прашања. И сега на Европски совет таа излегува со најголем промакедонски став. На Комитетот за Западен Балкан во кај што се обични дипломати, пази, не е уште до ниво на амбасадори. Излегува бугарски дипломат, дрва и камења по нас. И јас се жалев отворено, се сеќаваш во тој период. Не беше јасно што се случува. Ако може Сега во моментов е тоа унисоно. Сакам таму до врвот. Сакам да земам збор. Борјан целосно си во право за ова дека радикалните и деструктивните елементи ни ги диктираат сите овие појави. Ја имав еден пост, една колумна за луѓе во Ваташа, што се убиени, нели, што е направен масакр над деца. Семејно имаме сите, барем во тиквешијата трауми од тој настан. И жестоко на тоа ми реагираше тогашниот нели европратеник и сега европратеник, дури подпредседател на Европскиот парламент Андреј Ковачев. И се договоривме, викам окей, да дојдам во Софија со камера и ќе разговараме, ќе направиме едно интервју, но под еден услов. Што наместо да разгледуваме работи од историјата, да разговараме конструктивни работи за денешницата и како да се подобрат нели односите. И сега го почнувам интервјуто со тоа како не ви е срам Софија да ни биде преблизу, Белград да ни биде двојно подалеку, а до Белград да можеш да стигнеш со кола двојно побрзо. Значи, ето, така, значи, не се срамат од тоа. Не се срамат од тотално лошите економски односи, односно трговската соработка со Бугарија треба да ни биде на едно 10 пати повисоко ниво од тоа што го имаме. Не се отвора, нема, не можам да сватам никако. Кој може да разбере? Од наша страна е се направено. Од друга страна е ураснато и треба. Се. Значи, имаме ние една плејада на иницијативи каде што можеме да се најдеме со бугарите, да најдеме заеднички јазик. Кога гледаме, а ние се наместо да влеземе во такви дебати, наместо да влеземе да дебатираме, окей луѓе, дај еве, стартап има одлични во Софија во IT сектор, дај донесете, имаме ние работна сила, па ќе да милион работи. Вселенска програма има бан без. И со тие луѓе да го отвориме диалогот. Па точно и да после и со тие луѓе да водиме и околу. И кога ние ќе се сближиме, кога ќе дојде некој да ни збори за Ванчо Михајлов, ние ќе го гледаме као примитивен за останат луда. Меѓутоа, фактот. И не, ама дава буквално, ајде бегај, ќе му викаш. Сега пази, македонското општество многу се исчисти, барем од овој како да кажем, овој цивилизацијски, нецивилизиран начин на однос, барем медиумите полека, нели се доведовме во ред, но во Бугарија, еве ти викам, Бугарија 24 ја имам. Седам и гледам телевизија и еден старец лик збори, вика, во Македонија, вика, има 800.000 луѓе што дома чуваат бугарски знамиња, спаѓам на земја од смеење. Нормално потоа дека овде до 44-та луѓето биле бугари, дека било ова, дека било, се пази, дедо ми е роден 20 и некоја. Еве за Мето зборува. На стари години. Не само тоа, еве. Борјан може да не Мето бил учител во Пиринска Македонија во време. Работа му е на 18 години го праќаат во Пиринска Македонија учител македонски јазик. На македонски јазик, така. Се што понатаму. Бугарин бил ама чека, оние загади атмосферата. Сега, значи, ова што е рампата што ја направија со декларацијата во собранието и со рамкованата позиција на Министерскиот совет по мене ги врати едно 10-20 години назад. Бугарите се знаеш како мене тоа стално, јас се смеев стално, многу ми е смешно. Имам еден другар, уште ми е другар многу близок, Срби. Ми вика Хрватите кога влегува во Европска унија. Знаеш, каже, кад би Хрвати ушли во Европска унија да смо ми били таму. Никад. Тоа се, како ти кажа, тоа се и сега ова, бугарите им дојдоа нивните 5 минути. Тоа е проблем. Ама зошто е грчот на нашава влада сега? Не го разберам. Грчот е затоа што... И зашто немаме меѓународна поддршка против ова лудо? Детанта треба се. Еве,
Ти вајда повеќе од мене комуницираш. Јас мислам дека тука грешиш. Мислам дека поддршката е на наша страна. Видите, гледайте, Ја не ја гледам. ако го читаш, еве го стејте партнерот, вака доста во очи плесна за македонското малцинство. Ама чекај, уште Југославија тоа го зборат? Не, добро. Уште Сакам да кажам. Југославија го зборат, чекај се. А бугарите, ако забележувате, прво, оној лик несимпатичен, како се вика амбасадор што беше бугарски тука, Ангелов, што ја водеше комисијата. Еј, Гледам, малце го нема толку као фронтпен. Ако се сеќавате, бугарите трнаа во однос на нас, во контекст на овие европски интеграции, со една жестока, како кажам, од типот на другаров мој Србин, овако, тоа би било од типот на оној вицкава, носиш капа, да, не носиш капа, а зашто не носиш капа, а зашто носиш капа, у секој случај, у секој случај. А уште сме таму, бе, Боријан, бе. Чекај, не, прво, не се веќе толку влијателни, второ, знаеш зашто? Затоа што таа агенда. Ама пак твојот не поправлив оптимизам. Чекај, ама не оптимизам. Таа нивна агенда, негирање на македонски јазик, диктирање со таква една ароганција и насилство, агресивна би рекол, овако, не доби никаква поддршка. Они самите го сватија тоа и ретерираа. И кај го гледаш? бе? Како кај го гледа? Прво, Абе, чекай, општо, за историјата, еве, Абе, читаш ли во јануари, бе, Марин Рајков, какво интервју имаше? не го читав сега, не знам, сега не читам. Чекај, Марин сега. Рајков, не треба тебе да ти го цртам кој и што е, така? Ма не, Имаше едно интервју, ова што ти го кажуваш, Црнилово, Да. пута 10. Не. И сега ја викам, чекай, овој човек е сега во моментов е амбасадор на Бугарија во Париз. 2-3 пати преводен премиер. Амбасадор во Ако Лондон. сега гледам, Министр за ако надворешни добро работи. читам, Чекај, ако мајко. добро читам, и пак ти кажам, не, стварно немам, ја не знам дали има некои новинари кои имаат по инсайдер, мислам брифинзи околу ова како. И ако добро читам, работата од тоа дека ние треба да прифатиме дека не сме постоеле пред 4, па да потпишеме дека не сме, дека немаме, дека јазикот не е, се сведе работата ми се чини на добро. Добро, што треба да добре, продаеме сега? Дека бугарите да влезат во уставот. На тоа јас не гледам. Ако е само ради тоа, ја ве потпишувам нека влезат. Ама како бугари, не како македонски бугари. Како што инсистираат они. Како бугари. Како бугари. Што за мене е добро, затоа што прв пат институционално ќе биде расчистено што е бугари, што е македонец. Ако е само тоа влегуваат со истата формулација кој што се внатре сите други, даде Хрвати, Срби и Ама така. само они или? колку што разбрав дека во пакет се со црногорците и хрватите. Ма да, евреи, Зашто само? А каде се берменците, русите? Не знам, ама не знам. Пољаците. Океј, ако ги има, ако има интерес. Не знам, не, друго ми е зборот, да се вратам. Мислам дека е така, ако може, Ако е тоа, ја потпишувам. Може сум стварно наивен оптимиста што вика Љупчо. Не викам дека не сум. Љупчо, да ти кажам, знаеш, некојаш си викам... Не наивен, непоправлив. Непоправлив. Будал, од друга страна, човек, замисли ако потоне у песимизам. Значи, како ти кажам, Не, Ама зборува потона, филозофија. Не. Чекај, и ти си оптимист и јас сум. Ама ајде реалисти да бидеме. Потона, луѓе. Не. Потона. Дали- Значи проблемот е се. Ви, не можам верувај да ми. прифатам. Ја не ќе да прифатам Ама не дека сум мора. потонат. Ама мора да прифатиме, види. Затоа што кога си потонат, нема друго Ама станеш не, готово. Кога си потонат, чекај. кога си Ама потонат, гледај. мислиш како да излезеш горе, Чекај да се вратиме а на- веројатно Види, не единствено Јас може да забележам, се јас европска забележам, економска јас заедница, забележам- нешто такво. забележам Треба како- да бараме веќе Кога- алтернативи. Се слагам Не, и тоа. Еве кога ми викате за Европска унија. Јас од времето на Груевски кога беше. Стоп, чекај се прашање нешто. Добро, ајде, окей. Зошто Стева Пендаровски го одби членството во Европски економски простор? Европски, кој европски економија? Европска Економска зона или еве кога Макрон, кога беа вамо на состанокот во Париз, Макрон кој ги собра во рамките на процесот сите, која пие шармањак од 1914 со Вучич и текнува. Добро. Ставил на маса членство на Западен Балкан во Европски економски простор, Европска економска зона. Да. Кажу се Норвешка и Да, еве, И тука Пендаровски го одби онака со индигнација дека тоа нам не ни треба. Имаше И јас тоа е ако полудев добро, кога го видов тоа. ако јас вака, ако
дури правев и он ми е пријател Гералд Кнаус и разговарав и приватно и интервју му направив. Тоа е иницијатива, тоа е една идеја на Европската иницијатива за стабилност. Добро де. Гералд Кнаус. Добро. И види сега. Не е само негова идеја, имало и наша идеја. Во 2009 година кога ние баравме такво нешто ко мост заради грчкото вето, ни рекоа не е тоа за вас. Тоа е за Швајцарија, за Исланд, за Норвешка. Макрон рекол сега е го за вас. И се пази. Што ќе се случи? Економска интеграција целосна, пасошот има иста вредност ко пасош на земја членка. Зошто одбиваме? Тоа е прашањето сега. Окей, ти е прашањето. Дозволи ми. Мене, она што ме загрижува е што ние на место да разговараме. И кога беше со Грција, ама Грција не е ова, она. Добро, се договараме дека нема договор. Дека не разговараме, нема договор. Да. Но внатре во државата, уместо да се глодаме, да речеме, да седнеме и да го издебатираме. Што правиме? Не оди. Јас немам против тоа. Немој да мислите, ја почитувам Европската унија, она има изворедна историска, политичка, цивилизацијска димензија. Изворедна. Не постои подобен успешен сојуз. Или таму никнале некои бугари што не даваат ние да влеземе, викам, ајде видиме што ќе правиме сега. Тука сме на исто. Точно. Тука сме на исто. И се гледате, да ви кажам, во таа смисла, јас со Вучич ми е тоа некако ми ремети, ама она иницијатива за отворен Балкан не е лошо. Одлична. Најдобро нешто што искрено мене не ми ремети толку Вучич, мене ми ремети целава рамка ми делува како рамка за интегрално решавање на српското и на албанското прашање на Балканот. Не. Тоа ми ремети малку. Види на крајот од криштата, така Европска унија во рамките на Европска унија ги решава тие односи комплицирани билатерални меѓу државите кои патем да ви кажам. Што е тоа што ми фали? Што е тоа што ми фали? Шо? Да излезе Вучич и Рама и да рече да, но не на сметка на Македонија, на Црна Гора, на Босна, или така Окей. Сакам да кажам, значи тоа треба да е. Не, Ивица сега види. Немој да бидеме сега па премногу да навлекуваме во тој параноичен карактер дека сега некој ќе менја тука граници на Балканот. Сега, види. Тоа е завршена работа. Тој граници не треба да има на Балканот. Да, апсолутно. Ако нема граници, дојдеме до нема граници на Балканот. Да бидат само на мапа граници, во реалност да не постои. Ама факт е, меѓутоа, чекај сега. Секогаш кога ќе збориме за релативизација на граници на Балканот, стануваат после се кристализираат некои нови потврди. Не, но види. Пази, факт е и тоа се. Суштината 90-тите зашто воде војна. Зошто јас кога реков ми се допаѓа со една резерва голема затоа што ми е жал што се уште се држи таа иницијатива некако, како да ви кажам, за ова со простор, кажи ми. Некако ми е магловита. За простор, зашо европски економски простор го одбиве шубеше? Јас види дека Макрон го предложил, не се сеќавам. Па рекоа. Ја го читам Пендаровски кој вика не смее да биде замена за членството во ЕУ. Абе добро, тоа никој не го пречи, ама зашо да не влеземе прво? Не. Прво викам тоа беше, верујте ми, тоа не, значи немало официјален предлог од Европски совет, совет на министри, било која европска институција. Тоа е текстот на Дојче Веле стои дека оваа идеја Гералд Кнаус во анализа која ја објавил ФАЦ. Абе јас имам интервју имам. Добро, Гералд Кнаус кај што ја објаснува. Цело интервју имам и објаснува. Тоа е целата причина. Во суштина немам против. Добро. Ама некако да разговараме на начин во кој нема. Борјан ти се врати од Атина, беше како новинар ја следеше конвенцијата на Сириза, ако не се лажам. Не, добро, да. Ние врати конгресот, не да го следам конгресот на Сириза. Нешто посебно не видите. Но морам да ти кажам дека откако Заев си замина од политичката сцена, ние бевме разочарани што не можевме веќе да го слушаме тој англиски јазик познат со еден познат акцент и ти сега ни го врати тоа задоволство. Синоќа 4 пати ти го гледав интервјуто со Заев и Ципрас и тоа со граматички анализи и така натаму. Имаше огромен аплауз за Заев. На српски зборува или само на... Не, само српско треба да најдеме некој друг колега. Ципрас и Заев и Ципрас го има проблемот со неговиот англиски во грчката јавност. Они исто крциве колеги ме праша. Англиски ми збориш?
Не, Добро, сега. тоа е. Але, ама не. Чек, кој преведува? Ептен го примја преведуваше за- прво. Ти преведува прво на Не, англиски? не, Не, бе, зборува. на англиски зборе. На англиски И сега зборува. пошто беа двајцава, ја го сватив Боријан. Кратко беше, 9 минути. Пошто беа двајцава, и сега глупо беше заев да збори на македонски, ништо немаше Ципрас да Да, го разбере. да. И вака, Да. зборя и двајцата Се на на- јазик, да. кој не го разбира. По мене, да двајцата англискиот беше релативно коректен. Да, окей. Се гледа дека Да. оптимист. Се гледа дека И оптимист. беше, дека ова да, може да, се, да, ова е да, се тоа да го соло на анализираме Томич сега. англиски. Ова е Слушајте не, го, бе, ја, Томич везе споредено со Заев, немој така се. слушајте го, слушајте. Да, не, окей бе, а не, немаше... Нема, Ја очекував она да го каже Europe is most sexy lady, ова, она тие работи. Не, беше, Ама беше на некаков пристоен англиски, како што впрочем, имаат шанси 80% Сириза нешто во Грција да направат. Имаат шанси, имаат нешто, мислам дека имаат некои калкулации, пасок е интересно многу вратен. Да. Меѓу Догледаме. 12-14%. И расте. Едно време падна на Имаат некој... нов лидер, добро, И тоа е. сега веројатно пасок ќе биде таа партија која ќе одлучува кој ќе биде на власт. Наместо овие што беа независни Грци, како се. Тука води неа демократија, но ако од пасок зависи, само пасок, ако разбрав, добро, они пак се плашат да влезат во било кого како джуниор партнер, бидејќи така се изгореа они. Да. Така падна они, кога со неа демократија ја направија онаа влада, не знам со кого беше, нема врска. Со нив беше, да. Инаку не бев специјално за тоа, него да мислиш дека бев специјално за тоа, меѓу другото... Така мислиме. Не, па се не е така. Така изгледа не. Така изгледа. Не направи веројатно ова сега. Или ти така четаше ни за Тина случајно, па еве Не, тоа не шетам ни за Тина. Прво имам, ќе ви кажам дека работам на едно сценарио со еден грчки колега и со уште еден колега од Брисел на еден документарец, ќе видиме дали ќе успееме да го прво го работиме уште. Не би сакал ни да говорам за што и како е. Пак ја делат Македонија. Да. Не, И го то- со Грција завршивме И тоа. за на другарите им рекол по втората рата, името е втората рата исплати, ова што продававме името. Да, имаше исплата сега. Ајде Уште две ручник рати. да дадеш барем и ние да видиме. Чекај сега. Па може ќе ме викнем да ручек од Пездеш. Ја рекете, са ручек ли да ви дам? Вие ме викате воз. Нас ми рекла иде да и шлифујте малце тоа. Ние ништо немаме земено. Од знамето се потрошија, знаеш парите отидоа. Нема више, ама. Многу тамна беше. Не, види, Да. името дека се продаде, дека се продаде за пари, не знам дали се Добро, продаде. Имаше некои Али- чудни сделки. Али тоа. да ти кажам искрено, искочи боле од што очекував. Барем според мојот, сега Ивица ќе ме нападне таму, чекам, се кријам по малце. За мене излезе малце подобро од што очекував. За мене излезе за никаде. И срам и арам најголем во историјата на овој народ. Добро, Да, да, тука добро, сме, точно. да, На јас, различни јас, позиции, ја да. Преспанскиот договор го поддржувам. Мислам дека тоа е договор кој во тие околности, мене ми е многу жал што порано, например, мене ми е жал што Груевски не собра храбро со Папандреу да го договори тоа. Мислам дека или Лјупчо уште подобро со Симитис. Тош немаше ни Или Глигоров со Значи, Мицотаки сега Така е. Така е. Немаше ни збор за тоа Или Тито со Карамални се некој момент. да треба да го менуваме уставното име. Значи Да, но- во уставот да се менува. Има сега во Грција реакција, ова се спроведува, она не се спроведува, Па знам. ништо не се спроведува. Во време Брусија шахти кај нас такви работи имаше, Не, после се не, подобри јас работа. гледам, мене посебно ме интересира спроведувањето, отварањето на преминот кај Маркова нога Преспа. И да, тоа е дел од обврска Не го гледам од овако, убаво сигурно. Дека Го отвори или не? И она кај Кавадарци исто таму треба да се Да, во се Кожух отвори. горе. Не го отворија, но се работи на тоа. Проект е И ова бе више. Европска унија. Бе добро, сега види, прво е парите од Европска унија дава. И сега со таа бирократија европска станува и тупа таму. Има пати од овај до таста, што е проблем? Нема, Кожух нема пат. Ние имаме до таму, ниф им фали, не е за патот, патот лесно. Ова инфраструктурата се треба. Добро, Прво требаше аплицираат двете страни, овако, знаеш ти да не ти објаснам тебе како иде Ама тоа, добро. но се работи. Се работи. Гледам дека од тоа што ја го имам како информација од нашите таму,
дека по подпишувањето на преспанскиот договор малце порелаксирано било кај нив, па можат малце поопуштено да функционираат македонците во Грција, во делот на тоа, нели, тие што си ги имаат, што си ги прават манифестации, Јавете му се Павле некојаш во више не ги Павле замара. Воскополос ќе ви раскаже. Да, постои таков тренд. Ако идеме Било во многу Вителот, порелаксирано Постои таков после тренд. преспанскиот Постои договор. таков тренд. Ја објективно да збориме. Постои тако, ама не сум Павле може да ви каже на извор. Пошто претходно беше на вистина, тоа беше страшно. Па да, сега не е некоја. Не, имаат. Споредено со тоа што ги имаат малцинствата во Македонија. Порелаксирано, подинамичен тој живот, Ама организиран. споредено со тоа што ги имаат етничките заедници во Македонија. Не, нема споредно. Нема никакво споредно. Ама не. Боре, мене знаеш И што ми не се е... спроведува. Ја не видов никаде Македонија да секаде уште се фироми, Скопје и така натаму се уште се голтаат кога треба да ни значи како да кажем, неискрен договор, едноставно. Ја имам проблем. И другиот проблем ми е што не се. Ама Ивица, јас имам проблем. Ако мислиш дека ја отидов на референдум со песни, со тапани, со сурли, да... Па така делуваше се Боријан. Кој делува така? Па така делуваше. Дека сум среќен што одам да се смени името. Па така делуваше. Така нема. Не, знаеш, Ова ми е ново се. Ама не. Мене, јас Јас ти тврдам. малце од политиколошка гледна точка. Јас кога познавам никој мој пријател кој гласаше на референдум не беше среќен за тоа. Немојте така, мислам тоа. Никој не е се. Тоа беше тоа како кажам, едно нужно зло. Јас само сакам да кажам дека договорот кој се направи по мене не навлезе во она што се расшири како една хистерија дека идентитетот готов. Исто кој што ви викам за Бугарија. Не доаѓа во предвид, јас утре да речам да не критикувам договор кој ќе го спори македонскиот јазик. Тоа си луд. Чекај да видиме Како да кажам сега. Ама чекај се, ама види. Навлезе во идентитетот, сега да се разбереме. Дали забележуваш дека еве тоа заживеа северно вакво, северно онако? Кој бе заживеа Кој заживеа? северно? Кој заживеа? СДС Не, имаат кампања да изборат Северна Македонија. Сме нашата земја. Сите забележи. Има не сум пишал во текстот. Не ми иде, не за друго. Има политичари во регионов. Грците ги оставам. Бугари, албанци, Ама мора косовари. официјално. Чекај. И Русија не вика Северна. Не. Турците не исто друго кажа. Ама ние се знаеле тоа, не може да... Едно што инсистираат на тоа северна, дека почна и придавки. Почна и северно македонците, например. Добро, имаш сега дел од ова. Не, кој е? Ама има и северно ирци зборат, па ирци си. Па не зборат, не е така. Ивице. Утре не чудно ако во влада на Мицковски бидеш вице-премиер пак за европски интеграции. Тешко таа работа. Ќе можеш да идеш и ќе на пресконференција ќе викаш Северна Македонија, не ме зафркај. Зашо да викам бе тоа? Ама како е? Слушај ми го. А зашо не може Македонија да каже бе министер на Македонија? Зашо не може на македонски Македонија да каже? Затоа што официјално се нарекуваме Северна Македонија. И по официјално се вика United States of America, ама вика Америка. Не ставаш. Абе ти кажав, утре ќе дојде официјално се вика Хеленска република. Зашо? Кога и да. Значи тоа се кај нас. И истото ќе биде се. Нема да биде истото. Еве и неа демократија се на власт. Ако јас сум министер во Македонија употребувам Македонија. Што се грците ќе протестираат зашто на македонски се збор Македонија? Ќе протестираат. Па каде е слобода на говор бе? Ќе протестираат. Ма не официјално ти си прифатил овако. Па се речете пред мал се збореше приватна посета на бугарски премиер. Ивице. А сега испаѓа Ивице, јас немам политички амбиции, ти имаш. Што е нормално, ти си во политиката си бил, има. Ке дојдеш на таа, немој да си ставаш трвно здрава нога. Немој крсто да отвараш жици. Па ја да ти вадам ова после тука што... Не, вади ми го слободно, еве. Ама не, ако зборам Македонија што прави? Неа демократија е истата фрка. Еве, сега се преспанскиот договор, ако ти текне крстови да правиш, со мене имаш сериозен проблем. Неа демократија не го потребува ново име. Ивица, кој се не го потребува. Па не го потребува за Скопје зборат. Не. Па гледај како гледаме се секаде. Министер во грчка влада да вика Скопјано на сите интервју. Секаде. Секаде. Вемо. Доколку станеш ти дел од некоја една влада, ќе имаш сериозен проблем со мене одма да ти кажам. Да ти најавам. Зашто? Не, чекај, тамо има
се комплет ќе мора да... Зашо да не биде Ивица е човек кој... Ја пошто до сега сум немал ни еден, имав некои пријатели кои после влегува у висока политика, прекинаат телефон да ми креваат после тоа. Пошто јас на пример кога ќе видам нешто дека ме нервира кај него, и сега го сметам Тоа се карактери, тоа се и ја му карактери на пишувам луѓето. порука, му викам Значи, како зашо да не влезе во политика, не е тоа балка кој некој во Ама чекай политика. се, ако даваме отпор Боријан кон преименувањето кое што беше брутално, вештачко за никаде и така натаму. Ако даваме отпор, даваме отпор со право, преку правни норми, не го сакаме, и преку култура, не го употребуваме. Ама и Имаме завршена нешто работа, од тоа се. Не е завршена. Како бе завршена работа? Завршена работа. Не е завршена работа. Извини. Како ќе го Додека вратиме ја не го тоа? прифаќам срчано, не е завршена работа. Ама знаеш Абе, дека зашо никој да не не го ја прифаќа, знам? никој не го Не, прифаќа кој- срце. Види, Значи, како тоа завршена Вижте се, ние, ја кој сум надвор од политика, ти кажувам на ти кој си инсайдер у политика, кога во политиката срчаност тоа нешто се договара. Па Ти никогаш. во Европска унија, луѓе, во Ја Европска мислам дека унија, Заев срчано не го направил. на секој не го направи, има право, не е срчано. Не, Ја мислам го не направи. е срчано. Да. Како не, еве тоа ти го тврда. Па зашо сега го потребува? Затоа што мора да опрскаемо подпишал. Па затоа што начело му пише. Чекај. Предавството му е начело, што да Чекај. правиме сега? Дајте. Предавство. Ова е лош спор, предавство. И паш како да го наречам, бе, предавство, Боријан, бе, бе, не предавство. Како да го наречам, еве, ајде. Види, Би еве, сакал еден друг термин. Историјата ќе покаже Ивица. кој бил во право. Тачно. Значи, Ивица. може би се работи за нешто што е катастрофална грешка, може утре ќе се растури НАТО и џабе сме правиле све. Може. Но може ќе се покаже и како некој сериозен влог во историјата. Многу жал што не ме прашувате ништо. За Вчера ми Украина ли? одеше, не, вчера ми одеше, за Украина. Да не бевме во НАТО во оваа фрка сега по светот што се дешава. Немо Ивица. Ке влезевме Немој. со Македонија. Немаше. Како немаше? Да, Во да, оваа бе, фрка ке да, влеземе бе, не со Македонија, со три пати Македонија. Вчера ми одеше емисија од тие моите европски приказни за Финска. Ја ги скандализирав тие на Алфа, пошто нели беа финансирани деловно Од фонд. деловно од фонд. Ја викам кај се ги немаме, еве сега гледам почнале да се Од емитуваат. Финска, зошто Финска има најдобар образовен систем. Многу интересно, знаеш што ми направи впечатление, нема просто има материјал. уште. Од предавство стигнавме фински образовен систем. Ја ќе ти кажам зошто. Ќе ти кажам зошто. Кажи зошто. Затоа што историјата вака вика ја учиме. Ние ги учиме, вика, ние грешките на финците од минатото ги согледуваме, за да постојано вика, за да тие некојаш не се повторат. Сакам да ти па кажам. затоа На пристапот никој да кон не му текне историјата. кози пак да убива као Лазо Козишевски. Да, пример. Да. Ние, знаеш, не ние, цел Балкан, па и Франција, да ние си во историјата само митовите, нашите величања, ова никогаш не се навраќаме ако ти текнуе на грешки. Грешки се правени. Не, ова се враќам во контекст Не, на ова со Преспанскиот козите договор. е сарказам, Па ама токму така, затоа ме што разбираш. токму затоа Затоа инсистирам што- да се памти Преспанскиот договор и Заев за да се навраќаме на грешките. Точно, не, точно. А може и не е грешка, не знаеме. Ќе видиме. Прво Кај знаеш дека не е значаен сега влог за во сега историјата? Абе, добро оди. се изгази Еве референдумска сега, волја, еве, бе. за Атина ме прашуват. Ова. Уште сега ќе ја пишувам за Александрополис Добро. проектот. Луѓе, знаете вие тоа каков сериозен проект е Александрополис? Ја не знаем. Да, јас сум бил уште пред да почне јас да го не градат. знам. Тоа е потенцијалот на тој проект. Добро. Значи, ние со врзувањето на Александрополис, каде што меѓу другото се разговара да бидеме shareholders Да. Добро, знаеме за целата тоа, да. приказка, тоа е. Значи, да бидеме во газите. Александрополис. Овие францускава и германската инвестиција за овие со обновливи ветерначиве Добро, и јасно, соларни. Добро. Тоа е потенцијал кој Македонија може да ја направи апсолутно, да има енергија, да енергетски да биде покриена цела, да заврши со увози, И да, плюс, и нас и Европа не прави независни од Русија. Стратешки да овако. Ние сега на пример знаеш дека на русите им плаќаме најскапа цена на газот, ова што стига овако. Мазутов што се грееме у Скопје на парно од Русија. Да, но Боријан, Добро, не. Ама не. Преспанскиот договор го отвара тој пат. знаеш Нема, кај е ово проблемот? ги спомна Знаеш кај е енергетски. проблемот? Само да кажам, проблемот проблемот е се ово е у малку времево. Ја го сериозно го имам разгледувано тој проект, дури сум бил
на лице место на терен. Да. Разговарав со тројца луѓе кои се 2017 или 16 беше. Знаеш кај е проблемот со сето тоа? Што тој проект треба да се реализира во долго време ќе треба. Нема Не, 23-та Липчо. Јас се изненадив. Поготово 23-та. да биде функционален. Добра. Дури сега добива такво едно забрзување поради криза во Украинска. Но, Да. така е, па тоа сакав да го кажам, но во меѓувреме, дури тоа се разгледува како алтернатива, русите наплаќаат се поголем рекет. Проблемот има еден гасот. друг проблем. И имаме сериозен проблем на европско ниво. Вчера го гледав Зеленски, ги критикува германците и унгарците затоа што земале газ од Русија, на што да прават луѓе? Има еден друг проблем околу сите овие работи, околу таа соларната француска, што го спомна, тоа што има едно дете во Македонија од 18 години, што има фирмачки, што татко бил потписник на сите тие работи, тоа се вика Зоран Заев. Нели син му отвори фирма за енергија, која што ќе точно се позиционира и во дел на струја, и во дел на газ, и во дел на сите тие работи. Нема врска. Како нема врска? А таткото бил потписник на овие документи. Така што, знаеш, за мене, доколку да видиме. Ќе видим. Ја колку што тука има конфликт на интереси. Види, чекај, да страна ти Заев. Ти што мислиш дека француска на толкава инвестиции германска ќе дојдат и дил ќе прават со 18 годишно дете. Душко. Значи на страна ти, како е? А се збориме, французите и француската и германската фирма се озбилни фирми. Но се знае кој го потпишал тој договор, така ли? Добро, ама ја ти кажу, нека може 100 пати да го потпише германска и француска, важи Душко сега, ја седи сега, се договараме. Боријан, ја не верувам, извини, фирма си е фирма, ја не верувам, извини. Фирма си тера приватен интерес. А од другата страна, од друга страна има државен. Абе добро, може да биде 1 мегават за вицето, 1 мегават за црквата сега. Може и така да биде. Значи види, јас заради предисторијата имам сомнеш. Ти си новинар, така ли? Многу е битно општеството да биде будно. Многу е да биде битно да биде критично. Многу е да апсолутно не како долгогодишен новинар знаеш дека новинарот го брани јавниот интерес. И јавен интерес е тука да нема никаква ден. Кога сме кај корупцијата. Преспанскиот договор сите знаеме дека беше, нели, ненаметнат предлог беше од Соединетите Американски држави, спонзориран. Кај нас се уфилмаа дека ние сега ќе го прифатиме Преспанскиот договор и после ќе може да правиме што сакаме у делов на корупцијата. И правеа, но еве сега гледаме дека дојде сметка. Уште право, ево Мухамед Зекири. Гледаме дека доаѓа сметката. Во исто време Сашо Мјалков мислеше сега ќе средам со овие 8 пратеници. Договорено со Калето. Да, договорено е со Калето, еве го сега истиот он е на црна листа. Ве намести вас да јени новинари со она рекетарска на шема на Боки. Па добро, не намести, во смисол виновен по асоциација, да. Ја само можам да кажам апропо тоа дека Боки 13 бил доста коректен како собственик. Ниту јас знам некој да Боки дошол ова прави, она прави, не прави ова. Добро, тоа Велија го правеше, фактот е. Сакаш да ме интересна тема е тоа, знаеш? Велија тоа го правеше, се сеќавам. Со Велија, колегите можеш да викнеш мои овако, и Велија урлал на мене по ходници во А1 и јас сум само ако може навака микрофонот вака да го свртиш се трескале врати. Завиде имаше луѓе кои му ќе им каже нешто, што знам, на пример, Шоном Сафет пише, беше тој тип на новинар. Јас не. И други имаше кои не, а имаше луѓе кои нешто сакаа да бидат блиски со него многу и што ќе им кажеше тоа прави. И он си ги најде. Нема, добро, сакам да ти кажам, еве, значи сите овие глупости и тоа беше возможено од една работа, друго имавме распад, пази се. Имавме, значи најрелевантен да збори, има работено и со Цинго и со Велија. Најголемата и со Емил Стоменов. Најголемата инвестиција на Соединетите Американски држави и на ЕУ во македонскиот институционален систем се распадна код дувло на корупција СЈО. Значи сето тоа се случуваше овој период. И се чуваше срамотата, значи
се забега, бе Боријан, они мислеа, немек, ние го променивме името, зад нас е сега Така е. Америка, удри се, Ама така е. И понатаму, и друго знаеш што направи, една работа што јас и Љупче осетиме на наш грб. Имаше еден период кога буквално еден дел од јавноста беше комплетно, не знам како да го наречам. Они сакаа да направат дека ние не постоиме. Дека не постоиме. Имаше таков период. И сега работаме, знаеш кој се единствено кој е тој што не враќа до вербата. Он ме сваќаш? Да, види. До вербата и тој тип на гледачите, опортунисти, мене ми е слушателите. многу тоа се опортунисти, разбираш? Факт. Луѓе кои нема став, он гледа, сега тука во Преспански треба да се подржи, ако го подржам Преспански, бе нема пример колку ликови од шарена револуција, ме имаат разочара. Ја на шарена револуција. Што бе на шарена? Па ти чекаш да ти даеме ордени за шарена револуција. Ти си излегол за тоа што си мислел нешто. Си верувам. Што верувам во нешто? Во нек, да, ама не очекувам ја. Еве на кратко истото јас работам фриленсер, бе луѓе, значи немам работам во Нова ТВ, иако еве во Нова ТВ во времето на Груевски, да речеме за тоа што имаше странски фондови тоа време, супер и одеше. Сега моравме да ја продаеме. Да. Тоа е. Ама гледам не дека жал. интересен дизајн сте направиле. Ова, Па како не се вика сме. ова бе телевизија на Дуј, ова, нели си таму? 20. Не, на Дуј. Дуј. Контра се. Добро, окей. Беше. Така дојде. Добро. Не знам како да, не, они се помала сестра на ова што е ТВ20 големата на Еуген Сарачини. Иначе Еуген Сарачини Добро, имаат некои ексклузиви. беше на времето од Приштина заедно. Имаат ексклузиви некои кои што кажуваат на Не, близко. му се у секој случај Ја види се, не може, јас Али пак се враќаме, значи шега се. Еве, меѓу другото изошо денеска имаме ваква дебата. Значи постои еден дел од јавноста како мене. Како сакаш цртаме, не е проблем. Кој што вика не беше добар Преспанскиот договор. И чекај, дозволи, кој што стрчно го вика тоа. Постои еден друг дел од јавноста, како тебе кој што вика ја не можам да го поднесам, ама беше нужност. Нужност ло. Но, што се случи? Мислам дека не ни направи штета каква што се димenzionира во јавност. Постои една трета околу Заев кој што вика тоа е најболе нешто, јас сум северна, освен кога треба на избори се излага. Сега сите овие три групи, последно еве, мојава и твојава група, треба некоја да се спојат затоа што мора да идеме напред. Треба разговараме. Ама не да разговараме со ако стартаме разговорот со предавник си. Како се да разговараме? Ама чекај да те прашам се, ама зошто одбива, еве, ти не. Зошто одбиваат видниве бајрактари на таа група диалог? Како? За кој мислиш? Не, А не за власта, еве. Да, многу се Одбиваат диалог. Еве, сега ќе откриеме една работа која што Еве, се сериозно? сеќаваш на петицијата која што беше сега направена. Сегде беа дебатите во референдумот сегде беа они. Петицијата што ја направивме со професорот Милчин, со Герот и така. Да. И едноставно се обидовме преку неколку канали тоа да послужи како начин за отварање дебата барем по бугарско прашање. Така. Молк. И тоа не со молк, онаков ова од таа страна една онаква нахалност. Која е се? Со тебе да ќе дискутирам. И се уште се чувствува така моќ. Ги спомна тие опортунисти. Да, и дури Оливер Спасовски кај тебе мислам беше, излегува и сега вика ние со тие јавно што ќе прават против руско влијание, ако сме против договорот со Бугарија. Знаеш, не ми даде, не ми стана ништо јасно. Чекај, само да те прашам. Само да Јас само знам дека овде во државата треба сериозно да се санкционира говор на омраза. Се согласам, меѓутоа, Борјан, ќе го осудиш ли тите обидите на власта кои што постојат? Секој отпор кон Преспанскиот договор и кон ова што се договара кон Бугарија, да се оцени како руско влијание, дали ги осудуваш? Секој како обид. Да. Секој противење кон Преспанскиот договор и секој противење кон договор со Бугарија да се оцрни како проруско влијание. Но апсолутно не може тоа така да биде. Добро е. сега Па затоа си тука и со нас дискутираш. Главниот дефект, мене касно ми текна. Но главниот дефект околу договорот од Преспа е што токму ова, не се создадува некои заеднички темели врз база на кои потоа ќе се гради разорена држава. Сега со Бугарија имаме шанса за поправен испит како општество. Не зборуваме само како левица, десница, ВМРО, СДС, вакви новинари, такви новинари, луѓе со пролеви, продесни ставови, луѓе со проевропски, антиевропски, било што. Сега имаме поправен испит во делов на Бугарија да создадеме еден
како да кажам, една црвена линија која ќе биде на сите. Ќе биде и на владата, ќе биде на опозицијата, ќе биде и на интелектуалната јавност. Од ова више не може да оди. Добро, да. Зошто Ивица го спомна примерот. Како е можно да не се создаде да влезе Бујар Османин и вика ние сега ова прифаќавме, ова не прифативме. Без општо да се издебатира со јавноста, со луѓето што нешто значат во оваа земја. Таа транспарентност ми пречи, нетранспарентност ми пречи. И мене ми пречи. Прво јас не знам дали е општо нешто прифатено. Па Шомп Заев беше у емисија на БГНС прифатена, гледаш што збореше таму. Која зема да драска глупости текнува. Јако, добро, тоа беше одамна. Па добро де, ама Чекај се, значи, јас Тоа беше друга влада, беше во Бугарија тогаш. Ама некаде нешто ветувал човеков. Ама сега што ветувал, он е друга прича, сега има друг што потпишува тамо. Прашањето е сега, јас Па тоа го прашали и со преспанскиот договор. Чекај сега. Точно е дека јас не знам што се случува точно. Никој не знае. Не знам што е дали воопшто некаков договор ќе се потпишува. Па така го местат, така го зборуват. Да. Турсковски го слушав, негде излезе, па тоа знаете, има некој модалитет, ќе се потпише, се збореше човек, ме разбира. Ама не. Отиду у Америка, знаеш, он вака ќе биде ние тука, че треба тоа да ишлифуеме. Чекај бе полека човек, што договоривте ви, што има да договорите? Јас, тоа е одговорност на владата, она мора законски, принципиелно, како сакате мора да биде транспарентна. Јас, ова во другиот дел на нашава дебата внатрешна. Еве Вице, ти го зачитав на почетокот тоа. Дали мислиш дека различни ставови, мислам дека одма ни се отворија на самиот почеток околу Венко Марковски. Дали мислиш дека тоа неговиот случај треба да го изразговара? Апсолутно. Не само тоа, ние ко држава тој човек. Значи, ние како држава, тој човек сме го истепале, сме го маврале, сме го фрлили од 20 спрат и он некаде која паѓал ке петиот спрат не опсул. И сега тоа ние сега правиме. Чекај се, ја имав еден скандал поврзан со Венко Марковски, како дознав кој е Венко Марковски. Голем поет. У седмо оделение имаше еден надпревар, се викаше дека околу поезијата естетска. Не. Мислам дека е соцреализам. Ама окей. Слушај се. У седмо оделение имаше еден надпревар, се викаше млади библиотекари. Државен. Беше од Кавадарци, таму не знам дали беше локален, ја победив у Кавадарци, као најболи млад библиотекар, уствари се работи за книги, за дела, као енциклопедиско знаење ти проверуваат. И таму градоначалник, директор на школа, све, и ми дава поклон, нешто 2-3 работи, едно од нив книга поезија, нешто пламени мислам, се викаше Гламји и од Венко Марковски. И јас идам дома, ја фрлам книгата кај баба ми и дедо ми ја гледа, кој шубе вика од овој Бугаров ти дали книга. Ама чекај се. Значи најискрено ви кажа, уште ја чувам дома, ја имам книга. Чекај да се вратиме на ова. Чекај се. Ајде да се вратиме. Уште не ми е јасно што се деша. Ајде да се вратиме на ова. Ајде, чекај. Ова што каже, не издаваш дека не да, ја има на македонски. И ја од тогаш уште не можам да сватам што е со човекот. После видов има некои патриотски песни. Добра ти е теза ова дека поправен испит имаме сега со бугарско прашање, а не иде натака. Бујар Османи одбива во собрание да зборува. Ама Никола Димитров самиот го говори тоа со Бујар Османи. Факт. Сега идеме да се вратиме на назад. Значи, едно е тоа праша за прашањево со Грција, оваа странава, нели, да не бидеме дволични тие коменти. Чекај, само да кажам. Значи, ако донесе собранието една декларација кај што ќе каже дека ќе се уважат ставовите на луѓето кои што мислат дека Преспанскиот договор е лош и ќе се уважи тоа дека бил донесен на сила едно друго вака така, ја мислам дека тоа ќе биде доволно се скрпиме некако. Како ме тоа мислиш да државата да донесе таква декларација да усвои? Да, во собрание. Да. Како сега? Така. Ама не. Како што се извинувавме за комунизмот, така можеме и декларација за осуда на преминувањето, зашто да не? Ние може да осудиме, може да ги осудиме. И да се осуди што референдумот беше погазен. Ние максимум може да осудиме начинот на кој што оние осупратеници гласаа. И тоа може. Не. Тоа е максимум. И референдумот што беше неиспочитан. Што можеме да осудиме. Иначе мора на некој начин се уважи мислењето. Еве сега ќе ти кажам. Треба да се осудат. Зашто инсистирам на она секоја цивилизирана држава мора да го решава тоа. Значи без говорот на омраза.
Ако ти имаш таков став во однос на Преспанскиот возор, никој тебе не треба да те прави повеќе или помалце македонец Факт. и да те навредува. Ако јас имам ваков став, не никој исто така. Значи, не говорот на омраза генерално, за бугарите говориме. Се сеќавате на епизодата една будала во Бугарија кога искочи со еден отвратен став, еден Facebook статус кога беше несреќата автобуска. Да, добро. Тој ден дечкото го санкционира. Добро, Значи, тоа не е Ама, затоа добро. што они сакаат македонци, па не жалат да... И ниту така треба да биде. Така е, Треба да факт. биде принципиелно. Но сакам да кажам, значи прво треба искрен диалог. Кафе што не давате, не давате. Кафе ќе вода, дајме на може крај, да на дајете крај ќе дајме, чекај. Луѓе, вода Али не, при крај сме. водата ќе ја При пиеме крај сме. надвор, Значи, ми тропаат на дрежја, пробивме термини. Заклучивме дека диалог е неопходен и мора да се скрпиме некако како општество. Дека Значи, во моментот Галуше, и што уместо да заклучиме дека зборуваме, еве бугарите вакви, грците вакви. Добро. Мене секогаш ми била тезата дека секогаш треба ние нашиот двор Да. биде безпрекорен. И тогаш да Така му е, викам на овој, селјак, гледај го вака се прави. Не може кај тебе змии има у дворот. А гледајме ова вака треба да се направи. И тоа Значи, и тоа е во мојот одговор. Ја не ми се можам да го допаѓа, бе. влезам во дворот, нему да му ги бркам змиите. Пред да ти треба. дадам тебе само се согласивме дека генерално сме на иста линија околу прашањава со Бугарија, дека за ништо не се согласуваме околу Преспанскиот договор се согласивме и тоа е добро. Тоа е основа за понатамошен разговор, а Љупчо сега може да ја одјави Да ја емисијата. одјавиме пред ти да ми емисијата одговори, која сега. значи, инаку имаше двојно повисока гледаност од нашиот просек. Тоа значи нема да се споредуваме со конкуренцијата, веќе добиваме веќе добиваме такви димензии што веќе сме без конкуренција во радио етерот, во држава во која и никој веќе не слуша радио. Така што почитувани слушатели, тука е крајот на оваа утринска емисија. Се надевам дека уживавте во најразличните ставови и оваа убава дебата. Вака треба да изгледа една современа Македонија, Македонија без стереотипи така, и тоа се предрасуди. знае. Наместо Секој има- доста беа ножеви, доста беа убивања, доста беа крстови и полумесечини. Време е малце да се занимаваме со поубави работи. Денес е 18.4.22, 9:24. Јас сум Љупчо Злата, главниот говорен уредник, автор на емисијата заедно со мене Ивица Боцевски, техничката реализација на Горан Лазаровски и Димитар Митровски, а ова утро ќе го завршиме со една прекрасна песна од Роџер Вотерс, песна посветена за смртта на неговиот татко во Втората светска војна и некоја вира која таму пеела We will meet again и ги лажела дека нивните татковци ќе се вратат од војната. Да се подсетиме колку се војните штетни и да се подсетиме за тоа дека фашизмот може би повторно чука на нашите врати. Останете со нас.